А во делот од салонот има специјален дел кај што кучињата си имаат свое катче за да знаат и другите дека и тие се дел од овој салон. Мојата желба беше музичко да учам, само што завршив основно. Моите нема доволно финанси и опцијата ми беше или ова или ништо. И така јас вложував и го учев ова. Овај занет го работам веќе 15 години. Почетоците ми беа во Струмица. Таму работев околу 3-4 години. После тоа, ради стилот на фризури, на креативност, кај што не може веќе да се изразувам, пошто во тоа време се знаеше Струмица, тапирање, големи коси, и сите исти, и тоа ме натера да дојдам овде. Во Скопје, така само чисто да пробам, пробав и си останав. Во Скопје сум веќе 12 години. Почетокот кога дојдов овде работев во мојот студио Дадар. Само околу 6 години негде работев таму. Шишавме мажи, жени, колористика, фризури. Мојот печат како фризер ме препознаваат по мојата техника на шишење, на опачки. А тоа што барат од мене и јас што сакам да им го понудам е секогаш колку е поприродно, толку поубаво. И сум среќен кога ми дозволуваат да го извлечам максимум од нивната убавина. Мажите во Македонија се малку поедноставни за разлика од жените. Нивните барања се понезахтевни. Дел од нив го следат трендот што е моментално, повеќето од нив според ликот, тоа што може да го износат, тоа што им полесно за одржавање. Со љубовта од кучињата бев инспириран на ваков поприроден и позелен начин, да не видим местото така релаксирано, да може и клиентите, а и ние да се осеќаме баш као во природа. Јас верувам дека сум првиот што има такво катче или кукичка за кучињата и баш сум среќен за тоа. Освен љубов за кучињата, имам љубов кон зеленилата. Како што може да приметите, тие нудат посебна енергија, посебна живост. Верувајте во себе, работете повеќе, трудот ќе се исплати и бидете со луѓе кои ве поддржуваат. Тоа е најголемиот мотив за напредност, инспирација, креативност и со добро друштво.